И додека се промовираат нови авионски линии, неколку стари туроператори ги откажаа соработките. Rainbow од Полска и Corendon од Холандија ги укинаа чартер линиите до Охридскиот аеродром. Причината кај туроператорот Corendon, кој во сезона оперираше 3 пати неделно на линијата Амстердам-Охрид, е поради внатрешна реорганизација на компанијата. Додека кај еден од најголемите полски туроператори Rainbow, кој носеше огромен број гости од Варшава, откажувањето е поради тоа што повеќето хотели на Охридското крајбрежје ги зголемиле цените на all-inclusive услугата или целосно ја укинале. Од Хотелската асоциација на Македонија сметаат дека цените се оправдано зголемени поради драстичното поскапување на трошоците и не можат да се задржат на ниво како лани. Домашните туристички водичи пак велат цените на ноќевањата и генерално се во паралела со инфлацијата како и секаде. Според нив се уште сме биле наивтини во регионот. Цените не мислам дека се повисоки од лани и цените мислам дека се приступачни. Мислам дека имаме малку хотели. Колку и многу хотели да се изградат, значи ево еден повик до владата да организира да може да се изградат хотели, колку и повеќе хотели би се изградили, секој пат сите би биле полни, само да знаете. Црногорските водичи споделуваат дека пакет аранжманите во Македонија се наевтини. Охрид е многу поевтино од Будва и Котор. Долазимо и за време сезоне и ван сезоне. Ние доаѓаме и во сезона и надвор од сезона. Понудата дводневен аранжман со појадок и водич за овој период е 80 евра, што е многу поволна цена за разлика од други дестинации во регионот. Охрид е секогаш актуелен за црногорците. Холанѓаните и англичаните ќе доаѓаат со туроператорот ТУИ, а деновиве ќе се знаат дали до Охрид ќе оперира и вториот полски туроператор Регобис. До Охридскиот аеродром сега има 4 редовни авиолинии до Истанбул, Цирих, Меминген и Виена. Наскоро повторно ќе стартува и линијата до Базел.